Почитувани граѓани, драги учесници во Народно-ослободителната војна, почитувани гости и екселенцијо. И годинава, како и секоја година на овој свет ден, на ово место, Куманово ги чествува 11 ноември, денот кога во 1944 година оседна ослободено од фашистичкиот јарем. Тој настан ја одржува свежината на сеќавањето на граѓаните на Куманово веќе 69 години. Така ќе продолжи в годините и децениите во идината, бидејќи овој ден е од клучно судбинско значење за нас и за нашето обстојување низ времето. Борбите на македонските партизани за ослободување на градот беа завршени од низата борби во Народно-ослободителната војна, кој започна 4 години пред тоа на 11 октомври 1941 година. Куманово заедно со Прилеп во таа година беа градови знаменоси на слободата и борбата за ослободување на Македонија. Низ периодот на народната епопеја во тој историски контекст се остваруваше вековниот стремеж на македонскиот народ за слобода и самобитност. А круна на таа борба беше првото заседание на АСТОМ, одржано неколку месеци пред ослободување на Куманово на 2 август 1944 година во манастирот Прокопчински. На овој начин беа остварени слободарските напори на народ и идеалите на лидерското востание и Крушевската република 1903 година. Настаните од завршницата на Втората светска војна на подрачјето на Македонија, а на значајниот настан се има случувано токму на овој простор, представува темелник на државноста и темелник на слободата во повеќевековната историја на македонскиот народ. Без тие настани не ќе беше можно и создавање на денешната самостојна и суверена Република Македонија, како крајен историски резултат од тој пресватен и судбоносен период. Након на денешен ден, пред 69 години, заврши еден период, од тога започна новиот период на изгледба и афирмација, период на целокупен развој и во државата и во општина Куманово. Промената на општествената економска формација и геополитичката состојба во 1991 година само по себе донесе стагнација во многу области, а најмногу во економијата. Во Куманово тој период во последната деценија започна да се стабилизира, а предстојат уште многу напори за брзаниот развој на стопанството и другите сфери на општественото живење на општината. Локалната самоуправа на Куманово во рамките на своите надлежности вложува максимални усилби да го испомогне напредокот на општината, особено во комуналната сфера и во општествените дејности. На тој план општина бележи крупни резултати, особено во периодот на децентрализација во последните години. Почитувани, ако патриотскиот долг на револуционерите, генерациите на Куманово, беше да извојуваат слободата, наш сегашен долг е да го обезбедиме развојот и напредокот на Куманово, да обезбедиме современи и демократски услови за живот на сите наши граѓани, да обезбедиме функционирање на мултиетничкиот принцип во нашата повеќе национална средина и со тоа постојано да го доближуваме Куманово кон европските стандарди. Тоа е нашиот долг и пред иднината и пред новите генерации на овој слободен град и на нашето Куманово. Заради тоа ние сме денес кај ново место. Да не ја забораваме нашата историја во името на нашата иднина. Да им дадеме почит на нашите сограѓани кои за нашата денешна слобода ги дали своите животи и без што македонскиот народ немаше да има својата светла историска перспектива во заедницата на народите и на државите на овој регион во Европа и во светот. Наш град е Куманово, сите ние сме твоето големо срце и поклоници на твојата истина верба во човекот и во неговото достоинствено чекорање низ историјата. Куманово биди вековит и достоинствен, биди слободарски и секојаш истрен како што беше и во својата историја. Да живее Куманово, да живее Република Македонија. Благодарам за вниманието.